Причината за посетата им ја кажав и на затвореничките. Во детството во центарот на улицата Максим Горки имаше неколку прекрасни продавници. Едната беше со најубави дрвени фигури и најубави шахови во град. Другата беше со земјоделски производи, кисело млеко, јајца, све. И стоеше таму ниски објекти, капе и дризова. Сите знаевме дека на некој начин преку работата затвореничките и затворениците се самофинансираат. Мислам дека ова што го направила волонтерски креаторката Ирина е многу инспиративно да продолжи во други области и посебна почит имам кон тоа. Од разговорот со затвореничките јасно е дека ваквата работа го разбудила најдоброто во нив, креативното, и гледате како и сите други луѓе, дел од радоста, дел од болката, ма и од надежта ја изразуваат во работата и посакувам многу други оделенија, дури и во регионот има затвори, верувајте ми, како во Загреб, кои се самоодржливи и дури профитабилни. Тоа е вистинскиот модел на ресоциализација. Зошто дојдов исто така? Зашто цврсто верувам дека во секој од нас има по неколку мина и дека ова може да биде само една епизода во животот и дека ни треба друг закон за помилување со поинакви решенија, закон што нема да ги третира како затвореници, туку како луѓе што сега влегле во еден друг процес од животот, ресоциализација. Многу пријатно сум изненадена од проектите што ги чув од директорот и луѓето околу него, да, што замислуваат, како замислуваат да направат еден систем во кој што ќе има селекција меѓу затворениците, во кој што ќе има дислоцирање, во кој што ќе се зголеми можноста за полуотворен тип и отворен тип. Тоа е денеска реалноста во светот и мислам дека тоа треба да се поддржи. Еве, јас цврсто верувам во луѓето и кога ќе се најдат во ваков амбиент. Исто така заборавив, мислам дека лоцирањето на судницата овде е многу добар потек, бидејќи тогаш нема да има опасност, гледајќи понекогаш како некој треба да оди на отслужување на казна, се соочуваме со, иако одамна тоа веќе го нема и добро е. Едно време бевме сведоци на притворите, што е недозволиво, нели? Бидејќи значи своевидна осуда. Сакам да кажам дека ние, можеби во рамките на реформите за кои велиме дека со нив или на нив, дека се најважни во судството, не смееме да ги заборавиме затворите, се уште не се во добра состојба, меѓутоа има предлози, има проект, има стратегија како тоа да се надмине и мислам дека е тоа вистинскиот начин за ресоциализација. Си купив нешто на крајот, прекрасни неколку креации, ќе ме подсетуваат и не само на особите што ги сретнав, туку и на обврската дека сите заедно мораме да го подобриме животот на затвореничките и на затворениците. 87 чинам беше бројката, да.
на жени во затворот, тие имаат семејства, имаат блиски и сакам да имаат иднина. Мислам дека и вие, новинарите, можете да помогнете со демократскиот притисок во тоа да не заборавиме дека секој мора да има и друга шанса во животот, дури и кога ќе сгреши. Тоа е. Председателке, споменавте дека се потребни измени на законот за помилување. Што според вас треба да биде променето и како треба да изгледа тој нов закон за помилување? Така како што изгледаат другите закони за помилување во светот, нашиот закон, како имаше многу укинати одредби, веќе не личи на законски логичен текст. Значи да, секаде во светот од некогаш до денеска има шанса за помилување, самиот збор ви покажува дека да, понекогаш човек треба да се абстрахира од казната и да го евалуира или да го вреднува процесот на престој во затворите кај луѓето, напредокот. Да го стимулира излегувањето од овој свет и можноста да на друг начин да се однесуваат. Значи да има можност за помилувања кои ќе вклучуваат поголем временски период, да има можност или да има обврска комисијата за помилување да доаѓа во затворите за да разговара со луѓето кои што поднеле барања. Исто така да може за определени датуми луѓето да добијат важни, бидејќи кога чекате нешто важно за државата, за нацијата и мислите дека и вие треба да бидете почествувани тогаш и тоа треба да се почитува, значи кажувам, јас се плашам дека ние понекогаш можеме да заради условите во затворите и заради многу редуцираната можност за помилување, може би е тоа и во односот со Министерството за правда и така натаму, и тој систем треба да се реши, сепак да им дадеме надеж на овие луѓе дека нивната решеност со работа, со ангажман, да ја сменат личноста, да станат подобри луѓе, треба да се вреднува и треба да се награди, да ги стимулираме. Председател, имаме едно прашање на одборот за измените и дополнувањето на кривичниот закон, што е поднесен во парламентот. Така? Се предвидуваат позаострени казни за членот 353 за Така. злоупотреба на службената полоска Така. и властување и за заусторничко здружување, Така. а плюс се вметнува и она злоупотреба при јавни набавки. Како го коментирате овие измени? Дали ќе доведат до поефикасна борба против високо профилираниот криминал? Се разбира, ги поддржувам измените. Можете да ја проверите мојата дискусија на говорницата во парламентот како пратеничка во времето кога овие одредби беа на некаков начин тргнати или ублажени до степен на непрепознавање. Да, укажувавме ние дека тоа не е добар чекор и дека не можете да се повикувате на германското или на шведското искуство во македонски амбиент, но не дојде до тоа. Да, ги охрабрувам, бидејќи тоа е многу важна измена во рамките на реформите во судството. Да, и мислам дека треба да се усвојат час поскоро. Исто така укажувам на опасноста, не знам дали е тоа опасност, или на реалното предупредување од Уставниот суд, дека ако ова не се случи до крајот на месецот, дека тие може да посегнат по други мерки. Значи ги охрабрувам и не само за измените на кривичниот закон, туку и за сите закони што се однесуваат на правосудството, да се донесат, бидејќи
може би прв пат имаме случај еден пакет на закони да се најде пред Венецијанската комисија и да го помине строгиот филтер на Венецијанската комисија. Укажувам дека во оваа сфера не се работи за хармонизација, бидејќи нема европско право, нема аки за оваа сфера, ама таа ни е клучната за борбата со најстрашното зло, корупцијата и криминалот. Ви благодарам што сте дојдени, но пред се ќе ми дозволите да ги благодарам на председателката и да посочам дека прв пат во историјата на Република Македонија председател на држава е дојден во посета да види работно ангажирани осуденички и тоа е голема чест и за затворскиот систем, за управата за извршување санкции, за самиот затвор Идризово. И јас ќе ми дозволите повторно да го кажам она што го кажа и председателката, а тоа е дека сум длабоко уверен, а сега после овие години по директорување во управата имав можност да посетам неколку држави и повеќе затвори. Работата е таа која што е најдобра ресоциализација. Ние на тој начин ќе оспособиме осудени лица или осуденички кои што ќе им дадеме занает, ќе им дадеме начин како ќе излезат од затворите да приходуваат за сопствениот живот понатака, а да не се враќаат на криминалот. Дополнително што и самото време тука кое што го поминуваат, мислам дека не постои покорисен, по-добар начин како да го поминуваат тоа време. Го поздравувам директорот Зоран Јовановски кој што ја направи оваа акција и ова да останеме дека ние, што каже и председателката, затворот Идризово ќе повторно ќе биде една економска на крајот од денот ќе речеме единица која што ќе прави приход не само за затворот, него и за цел затворски систем и за државата Македонија, а ќе прави добро на тој начин и за самите осудени лица кои што за жал сега доаѓаат да ја одлежат пресудата, а не да ја одработат. Ќе направиме се тоа да го смениме. Господин Пандов, освен ова текстилна работилница тука, колку вакви работилници, не мора текстилни, меѓутоа работилници кои што работно ги ангажираат затворениците има во затворите и колкав е процентот на затвореници кои што се работно ангажирани со цел ресоциализација по завршувањето, односно одлежувањето на казната? Видете, во секој затвор има работно ангажирани луѓе кои што се грижат во самиот затвор. Меѓутоа, јас не ги третирам, тие се работно ангажирани. Меѓутоа, економски вака има во поголем повеќе во секој. Ако имало претходно наследени 3 да речеме 3 добитока, сега има зголемена таа бројка. Потребно е време. Ако немало никаква фарма, сега е изградена фарма. Она што постојано го кажував, ние претходно као затворски систем едно јајце не произведувавме, што е едноставна работа, треба да се направат кокошарници, да се купат кокошки, да се ранат. Сега тоа е сменето во немал дел од затворите, веќе тоа е придвижена работа и јас ве уверувам дека тоа од година во година ќе биде се поголем број, а со завршување до година кога ќе почне да се гради втората фаза во затворот Идризово, предвидени се објекти кои што ќе имаме и столарија, и металургија, текстилна фабрика каде што ќе се произведуваат и облеки и за затворениците, и за затворската полиција, можеби во едно време, постелнини, сето тоа. Секакви потреби кои што имаат затворите, самите затвори да го произведуваат тоа. Ви благодарам.